Представници на Сдруженијето на оризопроизводители Бело Злато одржале состанок во Министерството за земјоделство во Скопје, на кој со ресорниот министер се разговарало околу исплатата на субвенциите. На средбата били изнесени факти дека финансиската поддршка од државата наменета за оризот доцни неколку години. Земјоделците велат дека се задоволни од разговорите, затоа што добиле ветувања оти наскоро ќе се исплатат субвенциите што им следуваат. Од вчерашната средба со министерот Николовски во Скопје произлезе дека конечно ќе се деблокира платежна агенција, односно ќе се исплаќат субвенциите на правите земјоделци. Тоа е неговата вчерашна изјава, која што и вети во најбрз можен рок ќе бидат исплатени комплетно субвенциите заклучно со 2016 година. Тоа се субвенции за оризот? Да, за оризот зборам, за исклучиво за нашиот регион, пошто оризот е носител како култура на град Кочани и пошироко. Освен за исплатата на редовната финансиска поддршка за изминатите години, на средбата во Министерството се разговарало и за субвенцијата од дополнителните 5 денари за килограм, што на производителите на ориз им беа ветени пред една година. Тие 5 денари има можда еден мал дел оризопроизводители кои ги имат земено, а поголем дел не, ќе влезат во сегашната исплата која е во тек, значи ќе ги добијат комплетно субвенциите за 5 денари и по единица површина заклучно со 2016 година. Расположение од страна на министерот има да го посети Кочани, градот на оризот, со неговиот тим од кабинетот, значи да ги виде, да ги согледа проблемите на оризопроизводителите за оваа нова сезона и да се темелно запознае, пошто за само неколку месеци доаѓа новата реколта на оризопроизводството и мора да дефинираме многу порано откупна цена за 2017 година по килограм произведено килоарпа. На состанокот со министерот Николовски било побарано освен за оризот да се исплатат и субвенциите за млекопроизводителите, сточарите и останатите фармери. Исто така, едно од барањата било субвенции да добиваат само вистинските земјоделци, односно оние кои произведуваат и пласираат, наместо досегашната практика кога на бизнисмени кои зеле државно земјоделско земјиште под закуп им биле исплаќени субвенции, иако на нивите немало засејано ништо.